Добар ден, почнува дневникот на Канал Плюс. Во наредниот половина час гледајте за актуелните денешни случувања. Проектот на Штипскиот музеј за конзервацијата на фреско живописот и санација на црквата Свети Спас во Штип успешно е реализиран. Во тек е конзервација на дел од иконите во црквата во Штипско Новосело. Во Штип се одбележа денот на првата механизирана пешадиска единица, која ги продолжува борбените традиции на славната 14-та младинска ударна бригада Димитар Влахов. Општина Кочани со манифестацијата Денови на Кочанскиот торис го слави собирањето на родот на оризот од кочанските полиња. Се е подготвено за оваа традиционална манифестација. Денес се одбележува денот на првата механизирана пешадиска единица. По тој повод во касарната Јане Сандански во Штип им се одаде почит на загинатите, а имаше свечена академија и војничко дефиле. Со војничко дефиле и свечена академија денес се одбележа денот на првата механизирана пешадиска единица. По тој повод во касарната Јане Сандански во Штип се одржа свеченоста со полагање цвеќе пред споменикот Македонија. На свеченоста присуствуваше градоначалникот на Штип Илчо Захариев, како и представници на локалната власт. Во селото Митрашинци Беровско била формирана 14-та младинска македонска народно-ослободителна ударна бригада. Својот борбен пат бригадата го започнала на 18 септември 1944 година во реонот на селото Будинарци со задача да го запре напредувањето на фашистските сили кон Виница. Следната задача на бригадата била изведување на операција за ослободување на Кочани, а потоа го продолжува својот борбен пат по десната страна на реката Брегалница на правецот Кочани Штип Свети Николе. Славниот борбен пат 14-та младинска македонска народно-ослободителна ударна бригада Димитар Влахов го завршила на 15 јуни 1945 година, кога со параден марш влегла во Скопје. Во борбите против фашистичките сили бригадата изгубила 423 борци, но дала огромен придонес во победата над фашизмот и го потврдила херојството на македонскиот народ и на сите националности кои живеат во Република Македонија. Изминатата година втората механизирана пешадиска бригада учествуваше во голем број на акции, помагајќи секаде каде што е потребно. На полето на соработката со цивилните структури бевте исклучително активни, помагајќи секаде каде беше возможно, вклучувајќи се во акции од општествен интерес. На почетокот на месецот февруари, кога обилните врнежи го сафатија по големиот дел од Република Македонија, вие дадовте огромен придонес во справување со последиците од истите. Сегашната бегалска криза во районот на општина Гевгелија стана уште еден предизвик за вас. Цврсто сум уверен дека и со врските и задачите врзани за истата успешно ќе се справите. Вашиот однос кон работата, вашата посветеност и сериозност секојдневно не уверува нас од бригадата, но и нашите предпоставени од Здружена оперативната команда дека секоја задача која ќе ви биде доделена, ќе извршите на најдобар можен начин. Вообичаено на овој ден беа доделени и признанија за најдобрите од оваа пешадиска бригада. Во посета на Штип денес беше министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Таа ја посети изложбата на монети во уметничката галерија Безистен, а беше и во црквата Свети Спас, каде пред извесно време заврши реставрацијата и конзервацијата на црковните фрески и икони. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска денес беше во работна посета на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Штип. На средбата се разговараше за динамиката со која се реализираат проектите кои се во тек и за оние кои се предвидени за наредната година. Како дел од средбата беше и посетата на црквата Свети Спас од 14 век, каде пред извесно време беше завршена конзервацијата на фреско живописот и целосно се санираше кровната конструкција. Она на што во овој момент се работи е конзервација на икони од црквата Успение на Пресвета Богородица во Ново село, кои по завршувањето на нивната обнова ќе бидат изложени во галеријата на црквата. Можев да се запознам со динамиката и текот на конзервација на овие икони при конзерваторското оделение во самата институција Завод и музеј Охрид со самите конзерватори кои што интензивно работат на конзервација на овие вредни икони.
Веќе половина од иконите, над 40 се конзервирани и се складирани во депото, се работи на останатиот дел до 85, значи на втората фаза, така да согласно динамиката, значи овој проект треба да заврши следната година, каде што ќе се реализира и галерискиот простор во црквата. Во наредните 5 години во Штип целосно ќе бидат обновени фасади на уште неколку куќи и објекти кои се заштитени со закон. Во делот на Ново село се планираат уште 2 куќи, тоа е куќата на Личкови и куќата Крстимир Сирков 69, познатата куќа каде што се снимаше филмот Среќна нова 49 година. Планираме исто куќата на Дели Петриви да ја санираме фасадата. Една од објектите каде што ќе се финансира санација на фасадата и гарни хотелот. Со зачувување на старата архитектура во Штипско Ново село и се она што досега направено на инфраструктурен план, ќе се врати стариот сјај на ова значајно место за Штип, истакна Илчо Захариев, градоначалник на општина Штип. Многу значаен сегмент е зачувањето на таа стара архитектура. Личковата куќа е многу битна, Станчевата куќа, куќата на Лазарови, секако дека музејот на ВМРО со восочни фигури беше навистина право откровение за нашиот град. Да речеме, јас моите гости, амбасадори кои доаѓаат, прво ги носам во Ново село. И лично мислам дека следните 2 години Ново село ќе си го добие на значајно место, затоа што ретко некое така мало место, на така мал простор има толку богато културно наследство. Во проектот за обнова на црквата Свети Спас се вклучи семејството Милеви, кој финансиски го помогна овој проект. За следното празнување на Свети Спас, околината, инфраструктурата, зеленилото ќе биде во многу подобра светло, за да можат нашите сограѓани со задоволство и да бидат присутни на празникот на Свети Спас. Продолжуваме со образованието. Универзитетот Гоце Делчев започна со проект за интензивирање на електронското учење во средните училишта во форма на онлайн отворени образовни ресурси. Повеќе за проектот во прилогот што следи. Универзитетот Гоце Делчев од Штип прави големи напори за интегрирање на најновите технологии во образовниот процес. УГД аплицираше за неколку Еразмус Плюс проекти, од кои неколку доби, а од денес почнува со првиот Еразмус Плюс проект, насловен Интегрирање на електронското учење во училниците. Партнери во овој проект се 2 универзитети и 4 средни училишта во 3 различни земји. Во рамките на овој проект се предвидени 4 воркшопа, од кои се 2 во Бугарија, 1 во Шведска и 1 тука на Универзитетот Гоце Делчев, и ќе имаме 5 intellectual outputs, значи пишани репорти, кои се поврзани со примена на информатичките и комуникацијските технологии во наставата. Тоа ќе бидат како упатства, туторијали, акцијски планови, за да може сето тоа да се веднаш примени после завршувањето во текот и после завршувањето на самиот проект. Очекувањата за проектот е да се развие поголема соработка меѓу средните училишта во регионот, зголемување на капацитетот на наставниот кадар во средните училишта кои се партнери во овој проект, односно околу 30 наставници да се здобијат со зголемени компетенции за примена на информатичките и компјутерските технологии во наставата. Електронското учење, значи, го користиме од официјално веќе од 2008 година. На нашиот портал го користиме системот Moodle. На нашиот портал има повеќе од 20.000 корисници, што нашиот портал го става меѓу првите 500 портали на светско ниво. Значи, тоа е според официјалната статистика на Moodle. Главната цел на проектот, кој официјално започна на 1 септември годинава, а ќе трае 30 месеци, е да се спроведе електронско учење и во средните училишта, за средношколците да можат подготвени и запознаени со системот да го продолжат своето образование на универзитетите. Буџетот за овој Еразмус Плюс проект е 202.000 евра. Во дневникот минути за политиката, по вчерашната пресконференција на штипските социјалдемократи, на која председателот на општинската организација Владимир Милошев обвини за дефицит во клиничката болница со лекови, пред се антибиотици и инсулин, денес се огласи и раководството на болницата. Клиничката болница во Штип подолг период работи во услови на изразен недостиг на лекови, пред се антибиотици, но и недостиг на инсулин.
обвинија вчера на пресконференцијата штипските социјалдемократи. Денес за обвинувањата се огласи раководството на болницата, од каде велат дека вработените во клиничката болница во Штип стојат на услуга на пациентите со соодветна оперативна и терапевтска здравствена заштита. Во писменото обраќање кон јавноста од страна на директорите доктор Александар Стојановски и магистар Елизабета Папарова, меѓу другото стои: благодариме на опозицијата што се грижи за здравјето на пациентите, што не беше вообичаено за време на владење на СДСМ, кога имаше голем недостиг, високи цени на лековите и застарена медицинска опрема. Иако овие се ситни политички поени со лажно обвинување, имаме образ да одговориме дека во координација со Министерството за здравство, вработените во клиничката болница во Штип стојат на услуга на пациентите со соодветна оперативна терапевтска здравствена заштита. Снабденоста на антибиотиците соодветствува, а што се однесува до инсулинската терапија, Центарот за диабет ги има сите видови на инсулин и нема проблем во неговата дистрибуција. СВР Штип експресно расветли тешка кражба во Кочани. Ноќва се откриени и приведени 4 скопјани на возраст од 21 до 24 години, кои завчера го украле сефот во туристичката агенција Автоатом во Кочани. Фатените и приведени скопјани се познати на полицијата како сторители на вакви и слични дела. 4 лица на возраст од 21 до 24 години, сите од Скопје, кои вчера извршиле тешка кражба во туристичка агенција во Кочани, од каде одзеле метална каса сеф. По брзата интервенција на полицијата, извршен е преглед на патничко моторно возило Голф со скопски регистарски ознаки, при што пронајден е одземениот сеф и лицата се лишени од слобода. Заврши асфалтирањето на патните правци меѓу делчевските села Стамер град и град Вирче. Надминат е голем проблем на локалното население. Општина Делчево со средства од Агенцијата за рурален развој го реализираше овој зафат. Заврши асфалтирањето на патните правци село град, село Вирче и село Стамер, село град, како што најави и пред 15 на дена кога започна асфалтирањето на патниот правец село град, село Вирче, успешно се заврши уште еден проект кој е од огромно значење и во интерес на жителите кои живеат во овој дел од пијанечкиот регион. Проектот го реализира општина Делчево со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Средствата предвидени за оваа изведба се 23 милиони и 400 илјади денари, средства обезбедени од општина Делчево и од Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој. Должината која што се асфалтира е околу 3 км и 200 метри. Извршено е поврзување на трите села Стамер град и Вирче, со што драстично се намалува времето за пристигнување од едно до друго село, од огромно значење и за земјоделците, чии што имоти гравитираат на овој потек, така што тие повеќе нема да имаат потреба со земјоделската машина да излегуваат и да се движат по регионалниот пат, туку директно и на побрз начин ќе пристигнуваат до своите земјоделски обработливи површини. Понадоле ни прават пат што го поврзува село Стамер и село град. Имаме и тук друг пат на Вирче и тоа е веќе е напуштен. Сега и овој денеска мисля дека ќе завршат и тоа е мисля дека е 5+. Па за патот е подобро пошто не одим по Калвеше и побрзо ќе стигнеш и до Вирче и до град што ги поврзува селата. И подобро е за заштита и на тракторите, не одат по дупки по тоа и. Овој проект е резултат на плодната соработка на градоначалникот Дарко Шехтански со жителите на овие три села и нивните местни заедници. Општина Берово во соработка со Мировниот корпус започна со реализација на проект за подигање на капацитетите на индивидуалните туристички сместувачки капацитети во Берово. Проектот има за цел да ги вклучи сопствениците на вили и куќи за сместување кои заеднички со општинската администрација ќе работат на подобрување на условите и зајакнување на човечките капацитети за промоција на туризмот. За таа цел предвидено е одржување работилница за понуда на индивидуалните туристички капацитети со изработка на веб страни и промоција на социјалните мрежи.
Се е подготвено за деновите на Кочанскиот Орис, традиционална манифестација која со низа содржини го слави почетокот на жетвата на белото злато од Кочанските полиња. Годинешната 24-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот Орис се карактеризира со музички, поетски, ликовни содржини, промоција на книга за Орисот и избор на жетварска убавица за 2015 година. На денешната пресконференција градоначалникот Димитровски истакна: главните активности се сведени во последните неколку дена. Во четвртокот на 1 октомври имаме избор на жетварска убавица и доваѓање на сите гости. Очекуваме гости од земјата и повеќе гости од странство, од збратимените градови. Гостите ни се овде во четврток, во петок, во сабота, за да финишираме во неделата на 4 октомври со традиционалното зажнејување, овој пат во село Прибачево. Ова е пракса за ротирање на домакините во општината Кочани е корисна од аспект на тоа што ги мотивираме граѓаните на тие населени места, на тие местни заедници да се вклучат, и оваа година исто така се вклучи местното население од Прибачево, заради тоа и тие имаат своји бенефити. Направивме некои градежни зафати, направивме некои подобрувања во самото населено место Прибачево и заеднички ги подобривме условите за организација на оваа манифестација. Инаку програмата на годинешните 24 денови на Кочанскиот Орис, кои ќе траат од 18 септември до 4 октомври, пред присутните новинари ја образложија Ника Илиевска Ѓоргиева од организациониот одбор на манифестацијата. Сите ударни манифестации кои што се проследени и очекуваме да бидат посетени секако од нашите гости. Значи од 1 до 4 почнуваме на 1 октомври со Оризовата бела ноќ. На 2 октомври ја имаме Оризовата бела вечер, каде што настапува Елена Ристевска, настан кој што ќе се одржи во Трговскиот центар. Финишираме во Прибачево со Оризовата жетва, изборот на земјоделец, кој што е исто така еден битен сегмент од целата манифестација. Тука, после вообичаените обичаи, следува секако културно-уметничката програма на која што ќе настапат гостите. Иако буџетот на годинешната манифестација изнесува 1 милион денари со учество на стопанственици и компании од Кочани. Силен земјотрес со јачина од 8,3 степени, според Рихтеровата скала, го погоди Чиле, и во кој загинаа најмалку 5 лица. Евакуирани се околу милион луѓе, изјави представникот на Министерството за внатрешни работи. По главниот удар следеле неколку силни вторични потреси, јави американските медиуми. Имало силно тресење на зградите во престолнината Сантјаго, а мали бранови цунами предизвикале поплави во неколку крајбрежни градови. Унгарија ќе подигне ограда по должина на границата со Хрватска, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан во разговорот за австрискиот дневен весник. Ќе подигнеме ограда и на некои места на границата со Хрватска, вели Орбан, и додава дека донесена одлука и за подигнување на ограда на границата со Романија. Откако Унгарија во вторникот ја затвори својата граница кон Србија, на која изгради ограда висока до 4 метри и долга 175 километри, за да ги спречи легалните минувања на емигрантите и бегалците. Тие се свртеа кон Хрватска како рута на својот пат кон богатите западноевропски земји, кои благонаколно гледаат на нивното доаѓање, како Германија и Шведска. Еден суматарски тигар од зоолошката градина во полскиот град Вроцлав утрово нападнал и убил еден од чуварите во текот на рутинското чистење на неговиот кафез, соопшти потпаролот на локалната полиција. Според наводите на локалната телевизија, чуварот имал 20 годишно искуство во водење сметка за тигрите. Инаку зоолошката градина во Вроцлав од утре треба да биде домаќин на меѓународна конференција на директори во зоолошки градини од Европа.
По оставката на шефот на стручниот штаб Владко Костов, Штипска Брегалница го реши тренерското прашање, откако вчера беше постигнат договор со Тони Јакимовски, кој е назначен за нов тренер на Брегалница. По заминувањето на Владко Костов, Штипјани неколку седмици бараа решение на клупата и тоа го пронајдоа во Јакимовски, кој практично до вчера беше тренер на второлигашот Евромилк. Со двајцата е постигнат договор. Јакимовски има пролиценца и заеднички со Драган Христовски ќе водат екипата во идните кола. Игор Стојанов останува помошен тренер, а Александар Митрев тренер на голманите. Со нив од порано имаше подпишано договори. Во изминатите 14 дена по оставката на Костов, презадоволни сме од работата на Стојанов. Имавме едни мали мини подготовки. Фудбалерите и сега тренираат 2 пати на ден, изјави председателот на Брегалница Мите Митев. Според Митев, атмосферата во екипата е одлична, особено како што вели, годи убедливата победа против Металург. Оваа сабота ќе се одржи редовното 7 коло, каде Штипска Брегалница на стадионот во Кочани ќе пречека екипата на Царев двор. Познати се термините за мечевите во Лигата на шампиони до крајот на 2015 година. Од ЕХФ ги соопштија термините за сите надпревари на Вардар во Лигата на шампионите во ракомет до крајот на 2015 година, освен гостувањето во Барселона. До сега беа познати термините до петото коло, кога Вардар го пречекува Киелце, а сега се познати и преостанатите 2 домашни средби со Барселона и со Колдинг за гостувањето во Полска. Единствено се чека Барселона да прецизира кога во периодот од 11 до 15 ноември ќе му биде домакин на Вардар. Последниот меч во 2015 година се игра на 5 декември, а потоа следува паузата до февруари, кога ќе се доиграат последните 4 кола. Во првото коло Вардар ќе гостува во Монпелје, а во второто коло Вардар ќе ја пречека екипата на Пик Сегет. Овде е крајот на дневникот на Канал Плюс. Довидување до 20 часот за кога подготвуваме нови содржини. Пријатно попладне со нашата програма.